За тетовци и годинава Бадник беше еден од најубавите и најрадосни денови. Верни на традицијата, Божиќ го дочекаа под маски покрај малските огнови. Веста за Христовото раѓање ја навестија први дечињата, пејќи ја по домовите песната Бадњабаба. Кој што спие, нека стане, нека меси колачиња, ако нема колачиња, нека даде паричиња, ако нема паричиња, нека даде се што има Бадњабаба. Овој специфичен обичај за славење Бадник во Тетово обстојува со децении. На овој ден речиси и да нема мало без запален оган, а стари и млади маскирани во најразлични ликови, до рани зори дефилираат низ градот и кафулињата. Традицијата се негува и пренесува на генерациите. Се маскираат децата, одат по куќи и ја пеат песничката кој што спие нека стане, а домаќинките ги даруваат со различни сладки работи, постенчиња, оревчиња. За децата е многу интересен овој обичај, затоа што тие многу им е интересно и да ја подготвуваат самата маска, потоа и да пеат, па некогаш пеат сами, а почесто во група, а овој обичај го прифатија и возрастните малку, па така и тие се маскираат. Најмногу се радуваат младите, кои секоја година изненадуваат со идеите за маскирање. Јас сум маскирана во вампир и секој Бадник одиме по куќи и ја пеем песничката кој што спие нека стане. Јас сум маскирана во баба доста, и секоја година бадничарам со моите другарки или со другари. Јас сум маскирана во мачка и секој Бадник одам по куќи, зависи некогаш со пријатели, некогаш со моите блиски роднини. Одиме и секогаш одиме, тоа не го пропуштаме. Јас сум преправена во стар поштар и секоја година бадничарам по куќи, по згради. Јас сум маскирана во костур и секогаш одиме по гости ја пеем песничката кој што спие. Јас сум маскирана во розева девојка и секој Бадник одиме по куќи и ја пееме песничката кој што спие нека стане. Славењето Бадник во Тетово полека станува познато и пошироко. Сепак тетовци и натаму спонтано се маскираат и дефилираат низ улиците и кафулињата до зори. Градот се уште нема стратегија како поорганизирано да се представи маскембалот, кој би привлекол уште повеќе гости.